Кебапите и марулите стана мерна единица на социјалните мрежи за правда во Македонија, посебно поради фактот дека за тешки кривични дела судиите досудуваа полесни казни и обратно. Како за пример, ако судот во Веле за украдени 10 тегли ајвар досуди неколку години затвор, 18 месеци беше казната која екс-разузнавачот Горан Груевски ја доби за уништување на документација поврзана со нелегалното прислушување во Македонија. Зошто е тоа така? Што всушност ќе значи укинувањето на законот за одмерување на казните во македонски контекст и во случаите на специјалното јавно обвинителство во студиото на МакФакс? Разговарам со Златко Јакимовски, магистер по казнено право. Добро. И Драган Пешевски, адвокат. Добре дојдовте уште еднаш. Пешевски, за почеток реакциите на граѓаните, верувам ги следите и на социјалните мрежи, меѓутоа и во јавноста. Дали овој закон кој веќе го укина Уставниот суд може би презадоцнето, меѓутоа за тоа ќе разговараме, во таа смисла ги претвори судиите во пополнувачи на упатства за санкционирање? Пред да одговорам на прашањето, морам да кажам дека прв пат можеме да кажеме нешто позитивно во врска со овој закон, а тоа е дека истиот конечно го укина. Дали е доцна? Предоцна. Добро. Предоцна. Тука малце имаме спротивставени ставови со Златка, ама мислам дека е предоцна затоа што донесувањето на судски одлуки стана пресметување на математички формули. Се изгуби слободното судиско убедување и конечно Уставен суд пресече и го поништи овој противуставен закон. Мене ми е стварно мило. Вие сте ги застапувавте дел од обвинетите во случајот за грабежот, да речеме, на НЛБ банка, да. напаѓачот во собранието и така натаму. Од денешна гледна точка, ако не постоеше законот, какви ќе беа казните во овие случаи, например? Од денешна гледна точка, посебно за тие два случаи конкретно кои што ме прашувате, сметам дека законот не беше ни испочитуван. Со оглед на тоа да во случајот со НЛБ Тутовска банка обвинетите беа прв пат судени во нивниот живот, неосудувани. Тогаш? Значи никогаш не биле во судир со законот, тоа беше нивно прво дело и они според законот требаше да добијат драстично пониска казна. Но очигледно судот конечно тука употреби слободно судиско убедување и не го испочитува законот во единствената ситуација во животот кога требаше да биде испочитуван. Дали тоа значи дека во понатамошниот тек на жалбената постапка сега практично судовите треба да ценат во поинаква конотација, значи веќе да не се повикуваат практично на тој закон и дека ситуацијата ќе биде многу поразлична? Апсолутно би требало тоа да биде така, но сметам дека се уште постои еден технички проблем, а тоа е што со укинувањето на законот не се смени член 39 од кривичниот законник, односно став 3 кој што ги упатува судиите при одмерувањето на казната на овој закон. Во примена законот. И сега во моментов имаме правен вакуум. Судиите се обврзани да се повикаат на законот, а законот укинат и не постои. Значи таму треба да се направат дополнителни законски промени за да функционира. Апсолутно треба да се направат законски промени затоа што во моментов кривичниот законник повикува на закон кој што не постои. Јакимовски, зошто овој закон е закон со фабричка грешка? Овој закон е закон со фабричка грешка од повеќе причини. На почетокот затоа што го укинува принципот на слободно судиско верување, го претвори целокупниот општ дел на кривичниот законник во, јас тоа го нарекувам, Декартов координатен систем со оски, значи имате вие, не знам, една хоризонтална X оска која што е објективна категоризација на делото, имате една вертикална Y оска која што е поранешен живот на сторителот и каде што ќе се пресечат тие две линии, тука се добива точно определената казна. Меѓутоа има и тука малце поголем проблем, нешто во контекст на тоа што кажа адвокатот Пешевски во однос на член 39. Значи ние сме држава со законодавство кое што е рекордер по бројот на неуспешни реформи, промени и така натаму. Значи ние имаме ситуација во која што Уставен суд решава да го укине законот, кој што е само последица, а причината е токму член 39 од кривичниот законник, 39 став 2 мислам дека, кој што е само преформулиран од претходната одредба од февруари 2014. На што се однесува членот? Значи тој се однесува дека при одмерувањето на казна судот требаше да премине најпрво правилник со измените од февруари 2014, подоцна од летото од јули август мислам 2014 се смени тоа дека треба да примени закон за одредување на видот и одмерување на висината на казната. Она што јас сметам дека е главен проблем кај овој закон е тоа што законот номотехнички, кој ќе го погледнете вака, тоа е значи како некој расказ на дете од четврто оделение. Јас стварно се прашувам кај студирале тие што го пишувале законот, од кои учебници учеле, дали бегале од часови по кривично право, кои професори им предавале. Зашто вие да ставите во законот
имате во член 3 или член 4, не сеќам точно, имате одредба начало на законот. Начало на законот вели е воедначување на казнената политика. Да, тоа беше образложението. Ама не може тие што имаат некои општи познавања од општите поими на правото, значи треба да сватат дека начело и политика не може да е ништо. Значи, политика е некоја цел која што ние се стремиме да ја постигнеме, например се намали бројот на кривични дела, се воиначи казнена политика. А начело е некој принцип до кој што ние сме обврзани да се придржуваме, како например дека од неправото никогаш не може да стане право, дека никој не може да задржи корист од кривично дело. Вие не можете тоа така да го изедначите. Подоцна имате ситуација во делот на оние работни листови кои што се применуваат при одредување на Тоа се табели практично со... Не се табели, имате пример ситуација олеснителна околност, крајна нужда. А крајна нужда не е олеснителна околност, туку е основ за исклучување на противправност. Значи крајна нужда е регулирана во член 10 од Кривичен законник, вели: не е кривично дело сторено во крајна нужда. И сега се во коализија. А па се во колизија. Значи тоа значи дека ако вие видите дека не знам гори некој автомобил на улица од 50.000 евра, може да е ваш или да не е ваш тој автомобил, не знам, и видите старо фичо кое што е тука до него, знаете дека има ПП апарат, вие пробивате, го зимате ПП апаратот да го изгаснете Мерцедесот што гори на пример, зашто знаете дека тоа не е кривично дело по Кривичен законник. А сега вас ќе ве казнат поблаго, као олеснителна околност. Секате, па кој нормален тој ќе да помогне да настане некоја штета? Има ли вакви други примери во светот како нашиот? Има можеби некои упатства за одмерување на казните во Америка или нешто слично, ми тоа И тие се укинати. И тие се укинати, 2005 година. Не постои никаде. Советодавно само мислење да не бидат облигаторни. Јас кажав дека законот кој ќе погледнете вака со оние табели со штеклирани личи како можеби звучи вулгарно, меѓутоа како анкета за венерични болести. Законот ми личи на тоа на мене. Еве да се фокусираме малку на предметите на специјалното јавно обвинителство, бидејќи можеби од тука беше најголемиот револт. Екс-разузнавачот Горан Груевски за уништување документација поврзана со незаконското прислушување доби 18 месеци затвор. Ги спомнавме примерите со ајварот, кебапите, марулите и така натаму. Тоа е некаква мерка за правда на социјалните мрежи. Меѓутоа ве прашувам, каква ќе беше казната за Груевски доколку законот не постоеше? Мислам дека немаше да биде драстично различна. Меѓутоа сметам дека не треба да се коментира оваа одлука се уште затоа што прво истина не е правосилна, затоа што човекот е суден во отсуство, има право да баре повторена постапката и е стварно неблагодарно ние да разговараме за таа пресуда. Пешевски, што да речеме доколку бидејќи еве конкретно Груевски е обвинети во други предмети, добие втора пресуда, трета пресуда хипотетички, доколку постоеше или не постоеше законот, какви би биле правните импликации? Доколку постоеше законот, имавме малце различна ситуација. Да објасниме за аудиториумот да биде јасно што станува. Затоа што претходно имаше случаи, посебно во Кривичниот суд, во основниот, каде што еден обвинет можеше да добие по 6 и по 7 условни пресуди, иако тоа според мене не беше правилно. Се надевам дека таа пракса нема да се врати, колку и да законот не беше добар, имаме слободно судиско обидување, се надевам дека судиите конечно ќе судат баш така како што мислат. Ова е политички предмет сепак. Така, добро. Се надевам дека судот нема да биде поврзан со политиката конечно. Конечно. Законов да постоеше сигурно ќе бидат наредните казни поголеми, но сепак е противуставен. Сепак имаме тука мешање на законодавецот, односно на законодавната власт во судската власт, затоа што законодавната власт со овој закон и укаже на судската власт како смее да суди и колку смее да суди. Со самото тоа се умеша во слободната волја на судиите. Тоа не е решение сепак. Сепак што ден поскоро што се укина законот, тоа подобро според мене. Бевте изненадени од пресудата за грабежот на Тутунска банка, односно на НЛБ банка, поради висината на казната во таа смисла, сметате дека тоа е премногу. Да. Зошто? Апсолутно, затоа што ако ги пресметаме сите олеснителни околности кои што стоја на страната на обвинетите во случајот, а посебно и тоа што дадоа признание, има придонескон ефикасно окончување на постапката. Они сепак добија казни кои што според законот не може да им бидат утврдени. Не може да им бидат утврдени, значи како и да ги пресметаме казните за делата за кои што беа обвинети ги призна, казните кои што се изречени според мене не може да бидат утврдени. А во случајот со напаѓачот на Шекеринска, дали има некаква... Тука морам да напоменам дека во тој случај, со оглед на исто така на неосудуваноста на обвинетиот, истиот влезе во првата категорија на неосудувани лица. И според тоа и според објективна категоризација на дело,
максималната казна што можеше да му биде утврдена е 4 години и 2 месеци, а него му беше утврдена казна од 4 години. Значи, олеснителните околности како признание на вина, неосудуваност воопшто да им беа земани во предвид. Добро. Човекот беше казнат максимално. Јакимовски, каква корист, односно полза ќе имаат обвинетите од СЈО во сите предмети со укинувањето на закони? Дали воопшто ќе имаат? Па, знаете како, најпрво за да стане збор за тоа да некој има корист или ќе има штета од определена одлука, поготово одлука на Уставен суд, треба да се види времето, начинот и контекстот во кој што донесена истата таа одлука. Овој закон е донесен, мислам, дека декември 2014 година, со одложена примена од 3 месеци. Значи примената започнува некаде од март 2015 година. Персоналната структура на Уставниот суд е истата, мислам, она структура која што е доволна да конституира мнозинство од 5 членови за да го укине законот. Тоа се истите луѓе. Значи, истите луѓе биле на функцијата уставен судија во декември 2014 година. Тие биле должни екс официо, ако самите знаат дека законот не е добар, да го укинат. Подоцна тој закон 3 години се применува, постојано. Адвокат поднесе иницијатива, добро. Значи, ти не го укинуваат законот 3 години. И после 3 години, на истите луѓе им паѓа на памет, се просветлуваат, им се јавува на сон или не знам што, дека треба да го укинат законот. Значи, неспорно е дека законот е лош, не сакам да мисли дека некој го бранам законот. Значи, бев еден од првите што го напаѓа тој закон, и јас одам во таму и кога тој закон треба да се поништи, не се укине. Меѓутоа, секогаш треба да се гледа, да се наблюдува во контекстот и во времето, во дадените односи во кои што се донесува определена одлука. Зошто е тоа спорно сега? Тоа е спорно затоа што се носи во контекст кога општо кај јавноста постои ставот дека таа пресуда за која што ме прашавте пред малку била премногу блага. И сега они наоѓаат погоден момент, ние ќе го кинеме законот сега зашто вие викате дека он е благ законот, дека добил блага пресуда врз на тој закон. А забораваат дека истите луѓе со некои 4, некои 5 предмети, тоа се јавно достапни информации, можете да проверат, тој обвиненијата се јавни исправи, се обвинети во некои предмети. Тоа значи дека првата ќе ти биде тебе, да кажеме, условна, а втората казна веќе мора да биде ефективна по овој закон. Третата уште повеќе. Трета, и да не е да не се работи за условна или ефективна казна затвор. Точно ќе имате пресекот на оските што го нареков пресекот, ќе имате точно утврдена казна и тие казни ќе бидат многу повеќе кон посебниот законски максимум. Значи, ако кажеме казната за кривично дело од 215, незволена трговија со дрога, од 3 до 10 години, ако вие сте рецидивиста, казната ќе се движи повеќе кон 10 години, мислам дека 8, 7, зависи од количината на дрогата, интензитетот на загрозување на правното добро и така натаму. Судијата не може да изрече тоа што уредба 3 години казна затвор по овој закон. Ме разбирате? Значи, а сега судијата ќе може слободно да го толкува тоа, ќе може да бара повеќе олеснителни околности. Судијата слободно цени кој олеснителни околности ќе иземе во предвид, кој отежителни ќе иземе и обратно. Додека тука беше врзан со тоа, врзан со самите околности кои што беа неправедно, да кажеме, во добар дел определени, затоа што тие бодови што ги носеа околностите беа неправедно фаворизирани на отежнувачките околности. Значи, да кажеме, ако една отежнувачка околност ви носи 8 негативни поени, вие морате да барате, значи да трагате по олеснувачки околности кои што ќе ви донесат по 2-3 поени за да искомпензирате да дојдете на нула, ме сеќате? Тоа е главниот проблем. Сметам дека проблемот во времето и во контекстот во кој што се донесува оваа одлука на Уставниот суд за укинување на законот, затоа што истата наблюдувана надвор од контекст е тотално бесмислена. Значи, еве сега јавно ги прашувам судите на Уставен суд, што правевте 3 години? Дали не сте знаеле дека законот е противуставен? Освен тоа, има еден принцип на правото кој што вели, тоа е латинска поговорка, јура новит курија, дека судот го познава правото. Има еден член 18 у Законот за судови на Република Македонија кој што вели дека судијата при примената на законот, ако утврди дека определена правна норма од законот или целиот закон е во спротивност со уставот, треба да ја прекине постапката, да каже кривична постапка да прекине и да побара оцена на согласноста на законот со уставот. Дали тоа некој од судите го направил секогаш? Не. А не го направиле затоа што законот колку год да и они самите знаат дека им ги врзува рацете, представуваше олеснителна околност при примената на одредбите од Закон за кривична постапка со оној член, фамозен член 40 од кривичниот закон, кој што ги предвидува условите кога судијата може да ви ублажи казната. Тој член предвидува дека судијата ќе ви ублажи казната доколку пренесете предлог спогодба за признание на вина, склучена меѓу обвинетиот и јавниот обвинител, и доколку признаете вина главна расправа. Тука има еден проблем. Предлог спогодба за признание на вина у македонското кривично процесно законодавство не постои.
Таков институт воопшто не постои. Постои донесување на пресуда врз основа на предлог спогодба помеѓу јавен обвинител и бранител, јавен обвинител и обвинет со задолжително присуство на бранител, каде што предмет на спогодувањето е само видот и висината на кривична санкција. Тоа се прави во фазата на истрага. Друга ситуација е кога ќе ви признаете вина. Вината може да признаете само пред суд на главна расправа. Има една лер ситуација која што вели доколку е поднесено обвинението, како што сега беше за тврдина Таргет на пример, имаше некаква правосилна пресуда. Во тој контекст нешто веројатно, да. Значи, доколку е поднесено обвинение, вие може да признаете вина, тоа да ви биде основ да почнете да се спогодувате, меѓутоа вие не спогодувате за вината, вината е субјективна категорија, или ја има или ја нема. За висината на казната. Директно се спогодувате за висината на казната. И овој член 40 е на некој начин, јас тоа го нарекувам легална уцена. Вас ви уценува да признаете нешто само да заврши постапка за да поблаго. И тоа денес кривичните постапки може да каже адвокатот Пешевски се претворија у добар ден, признаваш? Не признавам. Аха, ајде одложиме да се премислиш дали може да признаеш наредно судење. Ме разбирате? Затоа што ако не, сега ако не признаеш, како признаеш ќе добиеш 70% од минимум казната. Тоа значи не знам ако е 3 години казан затвор минимум, може да добие 25,2 месеци, така нешто отприлика може да добие казан затвор. А ако не признаеш, ќе одиш на 3 години секако затвор. И тоа е проблем. Проблемот е далеку поголем, се извинувам на овој екстензивен одговор, меѓутоа проблемот е далеку поголем. Проблемот е во тоа што секаде во секоја нормална држава, кога се прави реформа на казнено законодавство, прво се менува кривичниот законник, врз основа на кривичниот законник се донесува процесен законник, значи закон за кривична постапка. Процесниот закон служи единствено за примена на одредбите на материјалниот закон, на кривичниот законник. Ние кај нас кривичниот законник го менуваме од ден на ден како ќе ни текне, меѓутоа нов законник не сме донеле. Донесовме нов закон за кривична постапка, врз основа на кој што треба се применува стариот кривичен законник. 3 години имаше одложено дејството од 2010 до 1 декември 2013 година и тоа беше се супер, кога да не почна се применува законот. Кога видов дека законот е неприменлив на стариот кривичен законник, почнаа овие глупости со правилник, со не знам што, затоа што беа институтот спогодување и признание на вина беа нешто ново во македонското процесно законодавство. И тука настанаа сите главни проблеми. Тоа е суштината на целиот проблем, стариот кривичен законник. Пешевски, какви правни последици предизвикува, да речеме, 2-3 годишно донесување пресуди по овој закон? 82% според Комисијата за воедначување на казнената политика во Македонија се донесени токму врз основа на тој закон. Што тоа во суштина значи? Тоа во суштина значи катастрофа. Ке се надоврзам на колегата за уште една небулоза во врска со КЗ и овој закон, а тоа е член 20 од истиот закон, а тој ќе ви даде одговори на прашањето. Значи, овој закон му даде на обвинителот такво право да во фаза, затоа што обвинителот ќе води на истрагата по новиот ЗКП, му даде такво право да додека предметот е во фаза во обвинителство, во истражна постапка, обвинителот има право на обвинетиот да му намали казната до 50%. Кога ќе влезе предметот во судот во фаза на оцена на обвинителен акт, обвинителот исто така има право да му утврди казна 60% од утврдената, а судијата има право кој ќе се биде одобрено 70. Значи судијата де факто не смее да утврди казна која што има утврдено обвинителот. А уште покатастрофално е што во фаза на истрага обвинителот има субјективно право дали ќе го прифати предлогот за спогодување или нема да го прифати предлогот за спогодување, а со тоа обвинетите се на неравноправна положба. Кажете ми, што очекувате во иднина? Во суштина законот веќе нели не знам дали е излезен во службен весник, меѓутоа претпоставам дека одлуката е излезена. Што тоа во иднина ќе значи? Дали ќе бидеме доведени во позиција некои пресуди да се толкуваат на еден или на друг начин со оглед на тоа што во текст се жалбени постапки, на пример? Па искрено очекувам со оглед на тоа да законот е укинат, да веќе не произведува правно дејство и судиите од апелација во жалбена постапка да се одлучуваат со нивно слободно судиско убедување. Екимовски, каква ќе биде перцепцијата за правдата по укинувањето на законот во контекстот на јавноста, на кој начин јавноста ги перцепира пресудите на судовите? Па мислам дека конечно би требало да се подобри таа перцепција на јавноста од аспект на пресуди, затоа што добар дел од оние пресуди кои што беа носени претходно беа изразито неправични. Неправични затоа што беа неоправдано запоставени некои категории на лица, на пример ако некој е сиромашен, нема образование, не е оженет, не знам што, не е семеен човек, он веднаш влага во друга категорија, него му дадете екстремно висока казна. И оттаму и таа казна
за 150 кебапчиња у Велес да човекот иде 3 години затвор. Ама сите го забораваат фактот дека тие 150 кебапчиња се веќе второ дело, човекот бил претходно осудуван и според законот, и судијата не може да му изрече месакете друга казна на излегол надворот, да. Да, не може да ги пречекори. Тогаш судијата ќе ги пречекори своето гласување со што би му направил корист да кажеме на некој обвинет. Меѓутоа тоа широката лаичка јавност не го знае. Како вие некој, не знам, човек од некој периферија на град без образование ќе му објасните дека судијата бил врзан да му донесе 3 години затвор. Он вика судијата е крив, судијата го казнил 3 години. Не требало да казни толку. Најавено е некаква ревизија, односно вонредно преиспитување на одредени судски пресуди, да речеме како потек на Министерството за правда. Дали во тој контекст може да се очекува дека пресудите би биле поинакви без тој закон? Не верувам. Не верувам затоа што тоа е сложен проблем кој што ретко кој сака да надлага, затоа што самите пресуди, ако се донесени врз законот, се неправични, меѓутоа се во рамките на релативната одреденост на казната од кривичен закон. Значи ако казнете пак е се наврам предмет за дрога, од 3 до 10 години казнете 7 години. Она е во законски рамки, што ќе правите вие казна, не може да ме сагаде. Поинаку да ја формулирате, да. Е. Дали е точно и тогаш ќе речат да судијата имал право да одлучи слободно судиско верување дека казната 7 години во ред. И судијата ќе рече да, јас одлучив дека 7 години во ред. Да. Добро, Пешевски, Екимовски, ви благодарам што бевте гости во Макмакс. Благодарам.